Здраво, дечиња! Во нашето детско катче денеска се Снежана Лазаревска, Анастасија Копачева, Ива Танчева, Виолета Крстевска, Драгица Василева. Тие се овде да ни се пофалат нешто. Снежана, што е тоа? Ние сме овде да се пофалиме за нашата трета награда по темата Холокаустот во призмата низ детските очи. Ние земавме трета награда и за тоа ние многу се радуваме. Тоа ние го успеавме со моите другарчиња, со нашите, и ние се радуваме за нашиот успех. Кој ви помогна околу изборот на темата? Околу изборот на темата ни помогна нашата менторка Наташа Цонева, која ни го даде насловот Кога цутеја бадемите, а преку текстот од Бистрица Миркуловска ја добивме идејата како ние да го снимиме филм. Ива, кажи ми, тешко ли беше да се учествува на ваков проект? Да, тешко беше додека го снимавме филмот, но потоа кога завршивме со снимањето се забавувавме сите заедно и ни беше многу интересно и бевме среќни за тоа како го завршивме филмот. Снежана, која улога имаше ти? Јас ја имав улогата на еврејка мајка која имала 2 деца и германците ми ги земат децата и јас требаше да глумам како исплашена мајка и возбудена бидејќи тоа бил многу тежок момент за евреите кои стварно тоа го постигнале. Вие се сепак деца, дали вашите родители ви помогнаа, Виолета? Да, секако нашите родители ни помогнаа, носе околу 4 до 5 пати на цареви кули, исто така во Мокриево, па еве и сега неопатија како што да зборуваме и како да се облечеме. Ива, дали се соживеа со улогата на мајка? Да, јас навистина се соживеав со улогата на еврејска мајка, како ми го одземаат детето. Бев среќна што ја глумев таа улога и навистина ми лежеше што ја глумев таа улога. Беше многу интересно, но и беше малку страшно, бидејќи требаше да реагирам хистерично за да го спасам моето дете. Анастасија, каде се снимаше делот од филмот кога фантазираа децата? Делот од филмот каде што фантазираа децата беше сниман во селото Мокриево, кај дедо и баба и на Виолета. Тие навистина не пречекаа прекрасно со разни реквизити, ни спремија разни јадења и затоа еден голем поздрав до нив. Имаше ли трема кога се снимаше филмот и што беше најинтересно за тебе, Драгица? Јас имав многу трема и тогаш и сега, но јас сум пресрекна што учествував во овој тим и во овој проект. Како си поминавте на доделувањето на наградите? На доделувањето на наградите, кој беше одржан во Скопје, си поминавме прекрасно, беше одржан во музеот на евреите. Музеот беше навистина феноменален, имаше пушки, бомби, тенкови од тоа време кога били измачувани евреите. Девојчиња, јас ви благодарам многу и ви посакувам следниот проект да биде игран филм. Благодарам. Се случи тоа многу одамна, во едно далечно време, кога уште верував во сказни, кога бев исплашена и гладна. А во сказните, секогаш се убаво завршува. Беше војна. Не одев на училиште, зашто никој не се грижеше дали одам или не. Сара и Мирием не одеа зашто не смееја. На полотенцата носеа жолти звезди и со тоа беа обележени како еврејски деца. Таа пролет ни од дворот не излегуваа. Толку беа исплашени од фашистичката полиција, па најчесто седевме за нашата или за дневната куќа. Се греевме на мартовското сонце и водевме некакви бесконечни разговори.
да имаше разни ядења, да имаше пита од јаболко, разни чаеви од нане, колачи и се да беше толку убаво. И да не учим. Се наоѓаме во музичкото училиште Боро Џони, каде што денеска ќе ги запознаеме учениците на наставниците Зоран и Ленче Мазнејкови. Те молам да ни се представиш, како се викаш, кој одделение си и колку години си? Јас се викам Лука Пројков, сум четврто одделение во музичкото училиште и учам пијано. Кој е твојот наставник по пијано? Мојот наставник по пијано е Зоран Мазнејков. Зошто баш одбра да свириш пијано? Бидејќи ако свириш пијано можеш да свириш и други инструменти. Колку награди имаш добиени досега? Имам околу 20 настапи. А колку награди? 9. Што ќе ни отсвириш сега? Багатела Бах. Благодарам. Како се викаш, кој одделение си и колку години си? Јас се викам Вася Стојанов, јас сум пето одделение во музичкото училиште Боро Џони и го свирам инструментот пијано. Кој е твојот наставник по пијано? Мојот наставник по пијано е класен професор Зоран Мазнејков. Дали си досега си била на некој надпревари? Да, јас сум била досега на 14 надпревари, а вкупно имам 28 настапи. Која композиција ќе ни отсвириш сега? Јас ќе отвирам композицијата Бах мал прелудиум. Благодарам.
А веќе ја знаете и Магдалена. Магдалена, ти колку години си и кое одделение си? Јас имам 11 години и сум пето одделение во музичкото училиште Боро Џони. Кој е твојот наставник? Мојот наставник е Зоран Мазнеков. На колку настапи и колку надпревари си била досега? Сум била на 35 настапи. Сум била исто така на 16 надпревари. Имам 11 први награди, 4 втори и 1 трета. Што ќе ни свириш сега? Сега ќе отсвирам Бургмилер Агитато. Благодарам. Здраво, како се викаш и кој одделение си? Јас сум Ивана Мазнејкова, 7 одделение. Кој е твојот наставник по пијано? Зоран Мазнејков. На колку надпревари и настапи си била? Сум била на околу 117 настапи и имам 38 први награди на надпреварите. Која композиција ќе ни отсвириш? Ќе отсвирам Градини под дожд од композиторот Клод Дебюси. Ти благодарам.
Здраво, како се викаш и кој одделение си? Јас сум Јулијана Јанев, учам во основното училиште Никола Вапцаров и сум пето одделение. Го посетувам и музичкото училиште Боро Џони и мојот ментор по пијано е Зоран Мазнејков, а по теорија на музиката и по солфеж Марина Грозданова. На колку надпревари и настапи си била? Оваа година учествував на бројни надпревари. Учествував на надпреварите во Велес и во Гевгелија, каде што освоив прва награда. Учествував на надпреварот во Шабас во Србија, каде што освоив втора награда. На надпреварот Полихимнија, каде што освоив прва награда. На општинскиот и на регионалниот надпревар, каде што освоив 100 бода, специјална награда. И на државниот надпревар, каде освоив прва награда. Овде со нас е наставникот по пијано Зоран Мазнеков. Добар ден, зашто баш го одбравте пијаното? Здраво, јас најпрвен би сакал да ви се заблагодарам на вашата емисија за интересот кој што го пројавувате кон музичкото училиште и кон представувањето на децата кои што го изучуваат пијаното. Јас, кога бев мал, исто како и моите ученици, сакав да учам да свирам пијано и моите родители ме запишаа во музичкото училиште, така започнав. Нема некоја посебна приказна зошто сакав пијано, а не друг инструмент, но ете, по некоја случајност започнав со пијаното. А како музиката стана ваша професија? Со текот на годините, кога го изучував пијаното во музичкото училиште, се развиваше мојата љубов кон инструментот и кон композициите од различни стилови и така го продолжив моето образование во повисоките музички институции, за на крајот да пијаното да стане и моја професија. А како ги мотивирате учениците за нон-стоп да вежбат? Да, моите ученици се познати по тоа што поминуваат подолго време вежбајќи пијано, а ги мотивирам преку избор на интересни композиции, преку учество на различни концерти, им организирам различни концерти и настапи и се разбира учествуваме на надпревари на кои што тие успешно се представуваат самите себе, мене како наставник, училиштето и градот Струмица. Благодарам. Ви благодарам и вам. Инаку би сакал да напоменам дека вашата емисија Детско катче носи име како една позната композиција од францускиот композитор Клод Дебюси, која што исто се вика Детско катче. Ви препорачувам да ја слушнете. Благодарам. Добар ден, како се викаш, колку години си и кој одделение си? Јас се викам Дејан Николов и сум пето одделение и учам во училиштето Никола Вапцаров. Која е твојата наставничка по пијано? Мојата наставничка по пијано е Ленча Мазнејкова. Дали учествуваш на настапи и на колку? Јас учествувам на превари на настапи и сум учествувал досега на 30 настапи. Си освоил ли неколку награди досега? Повеќето се први награди. Разговараме со уште ученици од музичкото училиште Боро Џони. Здраво, како се викаш и кој одделение си?
Јас се викам Мартина Пачова и сум 7 оделение. Кој е твојот наставник по пијано? Ленче Мознекова. На колку надпревари и настапи си била досега? Јас сум била на околу 16 надпревари и на околу 40 настапи. Која композиција ќе ни отсвириш сега? Ќе отсвирам валцер од композиторот Джилок. Ти благодарам. Здраво, како се викаш, кој оделение си, колку години си? Јас сум Ана Мазнејкова, сум трето оделение и имам 9 години. Кој е твојот наставник по пијано? Мојата наставничка по пијано е Ленче Мазнејкова. На колку надпревари си била досега? Јас имам досега 63 настапи и 22 први награди. Која вежба ќе ни ја отсвириш сега? Сега ќе ви ја отсвирам Шевелереска од композиторот Бургмилер. Благодарам.
А сега сме овде со наставничката по пијано Ленча Мазнејкова. Добар ден, како музиката стана ваша професија? Добар ден, Матеа. Благодариме на поканата во вашата убава емисија Детско катче. Музиката стана моја професија така кога завршив факултет за музичка уметност. Решив да се вработам во музичко училиште и да ја пренесувам љубовта кон музиката на малите дечиња и да ги научам да свират пијано. А зашто баш одбравте пијано? Пијаното го одбрав затоа што многу сакав да слушам големите пијанисти како свират, како музицираат, ми се допаѓаше музиката и се запишав и јас кога бев мала во основно музичко училиште со желба да научам и јас да свирам. А како ги мотивирате вашите ученици за нон-стоп вежбање? Учениците ги мотивираме преку интересни вежбички, композиции, тие самите да ја засакаат музиката, да го засакаат инструментот, учествуваат на различни концерти, ги пријавуваме на различни надпревари и така поставуваме некоја цел пред нас и така заедно сите се трудиме да ја оствариме таа цел на крајот. Благодарам. Благодарам и на вас. Јас сум Сава Самаракова, имам 14 години, наставник ми е Гего Вета, свирам контрабас, трети клас сум по контрабас и контрабасот го одбрав бидејќи е исто така добар инструмент како што е виолинот. Од многу мало сватив дека сакам да се занимавам со музиката и ќе продолжам и понатаму. Музиката од секогаш била дел во моето семејство, мојот дедо, мојата баба, татко ми, сите се музичари, сите се занимавале со музика, со пеење, така да патот ми беше на еден начин трасиран за да продолжам по него. Контрабасот, точно како што кажавте, е еден од несекојдневните и дефицитарни инструмент, го нема многу како инструмент застапен кај нас и најголем процент на мојот избор се должеше точно на тоа, дека е дефицитарен инструмент и шансите да се најде работа и да биде еден вид моја иднина беше точно тоа. Учениците во прв момент, кога ќе видат контрабас им е интересен, како појава уште кога ќе го видат дека е голем инструмент и некои се плашат, некои се љубопитни и сакат да видат, да фатат и секогаш кога ќе дојде дете, кога ќе дзира низ врата, кажам дојди, ќе седне, ќе проба, му е интересно, не му е интересно, зависи секој дете различно. И кога ќе почнеме, значи инструментот е многу специфичен, не е многу како клавирот, како виолината да може самиот инструмент да седне човек и да свири песнички. Треба прво да се научи раце да се постават и се тоа, па да можеме да свириме и така. Малку јас им помагам со рацете, така некои песнички полесни, почнуваме да свириме, па со етиди и така полека навлегуваме во светот на музиката и контрабасот и неговите можности како инструмент. Драги другарчиња, ова беше се за нашата детска емисија. Гледајте ни следната седмица, кој гостин ќе ни биде писателот за деца Киро Донев. Довидување до следното другарување.